На 1 декември се одбележува Светскиот ден за борба против ХИВ-СИДА, а веќе од Сдруженијето Заедно посилни со најава за главната активност со која што годинава ќе се одбележи токму овој ден низ светот, но и кај нас. Ќе ги поздравам моите соговорници за кои што ќе поразговараме следниве 15 минути на оваа тема, токму од Сдруженијето Заедно посилни. Добро утро за Анета Манева, програмски координатор во Заедно посилни, и Давид Златевски, координатор за комуникации во Заедно посилни. Добро утро и добре не дојдовте. Благодарам за поканата. 1 декември е светскиот ден кога се одбележува за борба против ХИВ-СИДА, но сите 365 дена во годината треба да зборуваме за оваа состојба која што во многу делови од светот веќе не е стигма, туку е состојба со која што се живее нормално. Ајде прво околу активностите на Заедно посилни и за важноста за едно вакво општество од постоењето на вашето здружение. Вака, Сдруженијето Заедно посилни е здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ во Македонија. Така. И е единствен од ваков облик во државата, кој што е основано уште во 2009 година во рамки на Асоциацијата здравствена едукација и истражување ХЕРА, а подоцна во 2013 е регистрирано како самостојно здружение. Здруженијето функционира, тоест работи на повеќе полиња, делуваме на повеќе области, така што обезбедуваме пред се услуги за поддршка на луѓето со ХИВ кои што живеат во нашата држава, преку обезбедување на услуги за заедницата, односно прилагодени услуги на нивните потреби, како што се психосоцијална, врсничка, правна поддршка, застапување за остварување на нивните права, пред се правото на здравствена и социјална заштита. Исто така делуваме на друго поле, односно правиме напори да направиме придонес кон намалување на стапката на лица кои што не се свесни за својот вирус преку услугата што ја нудиме, ХИВ тестирање, а воедно работиме и кон насочување, односно креирање и подобрување на јавните политики како за ХИВ, така за јавното здравје и здравствена заштита. Главно во рамки на организацијската стратегија, тековната до 2025 се залагаме за три клучни цели. Првото е за подобрување на статусот на овие луѓе во нашата држава преку обезбедување на еден стабилен, функционален систем на обезбедување, односно пристап до терапија, квалитетна современа терапија со која што се живее долго и квалитетно, успешна заштита од дискриминација која што ја бележиме во секојдневието кај овие лица, како и прилагодување, односно подобрување на услугите кои што се нудат клучно за нив. Втората веќе ја спомнав, придонесот кон постигнување на глобалните цели за намалување на лицата кои што не се свесни за својот статус, а една нова област, се извинувам, на која што работиме, е градење на капацитети заедно со здружено со други организации на пациенти, други организации кои што работат на полето на здравје, кон решавање на едно од заедничките прашања, односно стратешки пристап кон за обезбедување на квалитетна современа терапија, односно животоспасувачки лекови не само за ХИВ, туку и за други болести. Така, но очигледно можеме да констатираме, за да го заокружиме овој прв одговор, можеби полека, но сигурно се менуваат работите. Се менува свеста кај нас, односно кога веќе зборуваме за стратегијата на Сдруженијето, ете кое што и сега ја презентирав, но очигледно дава резултати на терен и плановите се остваруваат. Барем таков е генералниот впечаток на медиумите. Значи се работи многу, но има уште што да се прави и уште да се работи на ова поле. Дефинитивно. Каква е во моментов состојбата, дали е под контрола вирусот во државава? Што велат последните анализи и податоци? Ние што ги имаме последните проценки, последната проценка што беше направена, односно новите резултатите што излегоа, се од 2020, крајот на 2020, од 2021 се очекуваат, значи наскоро да излезат, се проценува дека од прилика околу 500 луѓе живеат во државата, односно се инфицирани со вирусот, од кои што само 66% се свесни за својот статус, што значи дека останатиот процент не го знае својот ХИВ статус, односно не знае дека има ХИВ инфекцијата. Што значи дека на некој начин можеме да кажеме дека можеби не работиме доволно, тоест институциите недоволно се грижат за пациентите со ХИВ, меѓутоа и за популациите засегнати од вирусот, што значи дека насочени, односно треба попосветено да работиме кон постигнување на оние глобални цели, кои што се 95% од лицата кои што се инфицирани со вирусот да се диагностицирани, односно се свесни за својот статус. На глобално, на светско ниво, ова е некаде околу 84%, за разлика од кај нас 66%. Така да
дека се уште треба да се инвестира повеќе, односно сериозно да се инвестира во програмата, националната програма за заштита на населението од ХИВ инфекција, бидејќи не само да се овозможи непречено функционирање на програмата, тоест на услугите кои што ги нудиме за поддршка и за превенција, која што ова година беше скратена, неоправдано беше драстично скратена и сето тоа се рефлектира секако врз контролата на вирусот и националниот одговор кон ХИВ на национално ниво. Да се надеваме дека за следната 2023 ќе проработи повеќе разумот кај надлежните, кај тие луѓе што треба исто така повеќе да размислуваат, освен заедно посилни на оваа тема. Давид, настанот годинава мотото под кое што ќе се одбележи 1 декември е заедно погласни. Што ќе се случува, така? Да, мотото е заедно погласни и 1 декември веќе нели со децении е датум, тоа е светски ден на сите кој што се одбележува на светско ниво, но веќе ние нели со години го одбележуваме традиционално и ова е особено важно затоа што нели дури со доставноста на терапијата за ХИВ, стигмата со која што се соочуваат луѓето кои се ХИВ позитивни, навистина влие врз квалитетот на животот и поради таа причина нели голем дел од луѓето одлучуваат да не го споделат својот статус поради самата можност да се соочат со дискриминација во скоро сите сегменти од својот живот. Затоа е многу важно нели да го одбележуваме овој ден. Ние се одлучивме за мотото или слоганот на овогодинешното одбележување да биде заедно погласни, за да го истакнеме моментот дека е важно да сите ние зборуваме за ХИВ инфекцијата. Важно е да се имаат клучните информации поврзани со вирусот, затоа што стигмата и дискриминацијата во голема мера потекнуваат од недоволната информираност на самите луѓе за тоа како вирусот се пренесува, дека вирусот не може да се пренесе од само седење до личноста или споделување на прибор за јадење, користење на исти тоалети, туку се пренесува нели преку незаштитен сексуален контакт, така што заедно погласни, односно заедно ние треба да зборуваме за реалност и дека е достапна соодветна терапија и дека вирусот не се пренесува толку лесно, што нели дополнително коинцидира и со нашето име, тоа е заедно посилни, дека кога се работи за вакви нешта е важно да бидеме да заедно да делуваме, затоа што тоа е единствениот начин на кој што би можеле да ги постигнеме глобалните цели и да евентуално ХИВ инфекцијата биде инфекција или вирус на минатото, затоа што е навистина возможно да тоа се случи. Состојба како сите здравствени состојби, вирус како сите други вируси, кои што ете денес благодарение на терапијата успешно се менаџира, доколку нели сепак апелот се открие и се тестира навреме, затоа треба нели сите заедно да работиме на сузбивање на таа за жал се уште стигма. И уште само да најавиме во колку часот настанот ќе се случува и дали е отворен за сите. Да, секако да, настанот се случува на 1 декември, што е четврток и почнува во 20 часот во лаунж бар Сома. Значи идејата за настанот е да ќе биде караоке настан предводен од Огнен Јаневски и од донаторски карактер. Тоа што се случува се прибираме средства за ХИВ позитивните лица кои се во загрозена и социјално неповолна ситуација или положба. И средствата кои што ние ќе ги собереме за време на овој настан или оваа година се средства кои се користат во следната година, тоа е со 2023-та и со овие средства ќе има возможиме на овие лица да имаат пристап до соодветните здравствени услуги, до терапија, им ги покриваме трошоците нели кои што следат со овие регуларни и рутински проверки, но дополнително им нудиме нели со оглед на тоа дека се загрозена социјална состојба и нудиме и базични прехрамбени услуги кои им се потребни за поддршка баш таму каде што треба. Добар е изворот со јавните личности, во случајов колегата Огнен, кој што и на некој начин и со нели своето влијание во јавноста ќе ја пренесе пораката зошто сите заедно треба да се бориме во сузбивањето на стигмата кога станува збор не само за оваа здравствена состојба, за многу други здравствени состојби. За жал живееме во едно такво општество кое што треба заеднички да го менуваме. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.